Почитувани мој добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Од јавното претпријатие за државни патишта се пофалија со нови милиони собрани од наплатните станици. Граѓаните велат состојбата со патиштата е многу лоша, патарините прескапи, автопатиштата полни со дупки, а цените прескапи. Оно што денес ве прашуваме, каде мислите дека завршуваат собраните милиони? Од јавното претпријатие државни патишта велат сите приходи одат на реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта во земјава. Каде завршуваат собраните милиони? Се одржуваат ли автопатите или патарините одат за плати? Тоа е оно што централно ве прашуваме денес во Црвена линија. Верувам дека ќе имаме една голема и добра дискусија со вас, а ќе ве потсетиме дека можете да одговорите на Инстаграм и на следново прашање, односно дали сметате дека автопатите во Македонија добро се одржуваат. Вака изгледа тоа на Инстаграм стори. Вашиот одговор може да биде да, не, а секако кликате на одговорот за кој што сметате дека треба да биде кликнат. Ке пресметаме во проценти и ке ги соопштиме резултатите по рекламите. А се разбира, за да се подготвиме и јас и вие, да го погледнеме во продолжение и прилогот на Ирена Чачкова. Граѓаните со нула ги оценија македонските патишта. Од јавното претпријатие за државни патишта повторно се пофалија со нови милиони собрани од наплатните станици, но граѓаните кои ги анкетиравме прашуваат каде одат овие пари. Велат состојбата со патиштата е многу лоша, се плаќаат прескапи патарини за да се вози по автопати полни со дупки, по кои возачите ги уништуваат возилата. Оцека даваме нула. Зашто многу се лоши со дупки. Само џабе зимаат вака пари, а ништо не работи. Погледнете Катланов автопатот. Плаќате патарина? Колку години се прави? Колку години се реновира? Само асфалт да се смени. Да е некоја нормална држава, тој ќе го решат за година дена, максимум. Многу се скапи патарините и воопшто не е безбедно. Со нула. Баш со нула, што секој втор ден кога патував на некој места, лицеве дупка до дупка, шакта до шакта. Собрани средства, меѓутоа патиштата се лоши, а голем дел од сообраќајниците кај што се наплаќа имаат брзина под 100 км на час. По европски стандарди не треба наплата на патарина. И второ, имате 4 патарини до Гостивар на секој 15 км. И додека граѓаните се жалат од високата цена за патарините и дека ништо не се вложува во македонските патишта, од јавното претпријатие на прашањето на Телма каде одат милионите собрани од возачите, тврдат дека сите приходи се за реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта во земјава. Вчера од јавното претпријатие соопштија дека заклучно со мај од возачите собрани се над 23 милиони евра или 2 милиони евра повеќе од истиот период лани. Во последните 4 години најмногу пари од патарини во касата на ДП се слеале лани 62 милиони евра. Тоа е околу 30 милиони евра плюс во однос на 2020 година. Изминативе години со изградбата на новите автопати, оној до Гевгелија и до Штип, граѓаните добија уште 4 нови наплатни станици. Иако од 2019 година се воведе електронска наплата на патарините, најголем процент од граѓаните се уште плаќаат во готово. Во јавното претпријатие за државни патишта вработени се над 500 лица, а просечната плата во претпријатието е над 46.000 денари. На потак сте вие. Почнуваме во овој момент секако со вклучување на сите вас. Доволно е да се заврти телефонскиот број 023070005. Веднаш да се намали тонот на телевизорот и секако почитувате да зборувате преку слушалка, а не преку интерфон и спикерфон. Ке почнеме со прашањето, еве можеме да го поставиме и до вас, каква оценка вие давате на патиштава низ земјава и според вас каде завршуваат овие собрани милиони средства од патарини. Дали го имаме и првиот гледач или може би гледачка? Добар ден. Патарините пари се огромна пара собира, а парите одат у владата, у џепови. Да, ве слушаме, продолжете. Парите одат у џепови, по странство ги праќат, а патиштата се за никаде. Дупки, народот искрши, коли и све. Тоа од мене. Ајде, пријатно.
Благодарам многу, Виро. Благодарам многу за тоа што бевте пред се прв гледач и што дадовте одговори, еве бевте и куси, но и јасни. Продолжуваме да видиме што ќе кажете сите вие останати кои што допрва ќе ве вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Малку погласно би ве замолила. Уште погласно. Најгласно. Најгласно. Добре, ни дојдовте во црвена линија. Каква оценка давате за патиштата? Црвена линија, добра црвена линија, но патиштата не чинат. Што се однесува за патиштата, овој што е таму директор, што го спомнуваат, патиштата за шумки што паѓат по патиштата, што ги одржава, што чистел, предходните години по 400.000, 100 пати го зборувам ова, по 400.000 евра се плаќало за цела година. Ова година последнава направи договор 2.400.000. Таму одат парите. Од една страна, од друга страна ги крчват. Ова што се работи патов од Скопје до Катланово овде кај пат е направен. 5 години го прават и повеќе. Non-stop врвам тука и по средина наредиле оние колчиња за да не можеме да врвиме. Што прават тие тука? Па тамо дека и од Прилеп натака кога ќе почнеш према устари пред Прилеп на горницата кај што е, како да ти кажам, таму банкини прават. Прошируваат по метро од страната. Само пари перат. Тоа е тоа. Тоа е катастрофа. Тие да треба се казнат, да се протерат и да ги вратат парите назад. Според вас, еве, кој е све што направиме. Според вас, кој е најдобро решение? Еве, во Бугарија со винетки, кај нас дали еве такво нешто би функционирало? Како не ме разбрав? Во соседна Бугарија со винетка се решаваат, нели, трошоците за патишта. Добро, во Бугарија на влез плаќаш, така, и ти кажуваат 7 дена толку пари. Добро, благодарам многу еве за вашите одговори. Продолжуваме понатаму, мора да напоменеме дека веќе започна во ЕКЕ и туристичката сезона, бидејќи многумина однадвор секако влегуваат транзитно, некогаш и доаѓаат, се разбирам, во нашата земја и се соочуваат со ете, како што оценија граѓаните, оценка дадоа 0, состојба на патишта, а патарини има многу и секако цените се високи. Па каде одат овие собрани средства? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Оценка е нека не е 0, ама единица е 100%. Прво, патиштата не се направени како што треба, квалитетно, и многу брзо доаѓа до нивно, до дупки, до изместување на асфалтот. Не се одржуваат ивичњаците или паркинзи кај што има ѓубришта, тоа и народот е виновен, не само предпријатието. Меѓутоа, убаво сте напишале. Или патарините одат за плати. Кажавте дека 46.000 денари биле платите. А што таму сите се вработени со високо образование? Тоа е надпросечна плата во државата. Просечна плата не е 46.000. Па ние имаме луѓе што работат со високо образование, а не взимаат толку високи плати. Значи, ова очигледно таму сите пари што се собираат од граѓаните си ги даваат на нивните вработени за плата. Според вас, кој е најдобро решение, еве, за да се знае точно каде одат парите или да нема толку наплатни? Очигледно одат за плата. Како може они да имаат толку високи примања? Па за наш стандард, значи надпросечна плата имаат. Сите ли се со високо образование? Што се тие магистри, сите што работат во оваа фирма? Очигледно, значи, нешто не е во ред. Така, благодарам многу за вашите одговори. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно. Дали ме слушате сега? Подобро е. Која е вашата оценка за патиштата еве во земјава? За патиштата нашата оценка е 0. Затоа што прво Македонија пат нигде нема и чистено и тие дупки што се направени. А второ, Битола, раскрсницата за влез во Битола, како што се прават сообраќајки, така и светлата ги вадат и повеќе светло нема на раскрсницата. Луѓето што идат за Битола не може да се снајдат за да влезат во Битола од Прилеп.
А еве според вас каде одат тогаш овие средства, милиони кои што Овие се собираат? средства одат во власта. Ве Во слушаме. власта најповеќе тие крадат таму, тие што се директори едно друго ги наменуваат парите. Ги наменуваат парите за нивни цели, иначе за патишта никако нема. Од Прилеп до Битола да идите вие по пато, сега што е регионалниот пат. Па тоа е дупки, тоа не можеш да дојдеш. Ти е срав да се возиш во колата. А нарочито во влезо на Битола, канделарите што се засветила на раскрсницата, се како што идите, ти што не можат да и приметат луѓето да знаците и удират во нив. И ги вадат, после совраќајката ќе се направи, ги вадат тие канделари и ги фрлат. Според вас, кое е најдобро решение за да се искористат средствата и да се избегне ова да одат? Најдобро решение е од патарините што се земаат парите да се наменат за патиштата. Така, благодарам многу за јавувањето. Ете, слушнавте еден вид сведоштво од гледачот каква е состојбата на патот за кој што зборуваше. Добар ден. Здраво. Здраво, да се намали тонот на телевизорот. Да, сега, ало. Па еве, Тоа се е под контрола. сега Може се да зборам, нели? патиштата, еве, дали каква оценка ќе добијат од вас? Па види вака, одржувањето е на нула. И сега скоро го ремонтира, ново парчено го реновира пред неколку години измеѓу Неготино и Демиркапија, кај тоа Дуброво тука местано. Имаше, како да ти кажам, румби-тумби што се вика, горе-доле. И дури се деси една несреќа, некоја српска фамилија тамо нешто им се деси, дали имаше и починати, не знам. И као го правеа, ама ене пак идете возете, ќе видите дека истите тие длабнатини, мислам и ричња на пата што се, не се санирани. И гледам пак да работат, бидејќи почести да натака на југот. Значи пак работат и се вози на една страна, па на друга страна се вози, значи си пропаѓа патот, значи не добро, не плански правене уште на времето. Кога беа патриотите власт, зборам за овој Љупчо Георгиевски, големиот македонец. Па еве, дали има потреба од толку многу патарини? Дали може да има друго решение? Многу патарини, пази, тоа ги рачунаа не знам на колку километри, временски се многу ограничени, ако кажам дека све е апашлук и јаваш. Бивење, по автопат не можеш да возиш како што се вози, а и време нема, поздрав пријатно. Благодарам, но секако во овие 90 секунди дадовте одговор на нашите прашања. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Еве, според вас, која е оценката на нашите патишта? Мирослав по телефон. Поздрав до вас, Мирослав. Фала. Видите, ова е големо прашање, голема тема. Патиштата се нула, а вие како новинари дали можете да ни објасните, да знаете како можеме да наплатиме уштета? И втора работа, темите не решаваат проблем. Новинарството голем проблем може да реши. Зашто вие не се распрашате, не гледате каде е проблем? Во Србија како ја откри новинарка да не може во моментот да се седам плячка на таму на нивна дистрибуција, на струја? Зашто вие како новинари не откриете тоа, како телевизија, него од државата наплатите таму што ви следува? Вие не сте газа. Чекајте, кажете ми дали кога после застанете, ве молам прво. Овој одговор се должи и на вас, како телевизија. А не само темите. Темите не решаваат проблем. А што решава проблем според вас? Еве, како да функционира според вас црвена линија? Да не поставува теми? Многу ми е жал за гледачот, ние целосно го разбираме кога има проблем, ја разбираме и критиката, но црвена линија изгледа вака. Што се однесува до нас, секако ние поставуваме тема и ќе поставуваме секогаш кога нешто е актуелно. Со оглед на тоа што граѓаните добиваат простор и овие минути кои што ги имате во црвена линија е можноста да го слушнат оние кои што се задолжени да се грижат за државата, како и што имаат да кажат граѓаните.
Ето тоа е функцијата на црвена линија, така да денешната тема гласи: од јавното предпријатие за државни патишта се пофалија со нови милиони собрани од наплатни станици. Оно што ние ве прашуваме, со оглед на тоа што велат дека ги користат за реконструкција, рехабилитација, одржување на патиштата, граѓаните кои што често ги користат патиштата на земјата велат дека оценката за патиштата според нив е 0 или барем подобро да речам многу ниска. Па еве, каде одат тогаш собраните милиони? Добар ден. Добар ден. Дали имаме гледач? Пред да преминам на коментари, секако ќе подсетам дека целта е што повеќе гледачи да имаме вклучено. Да. Па добре, ни дојдовте во црвена линија, повелете. Добар ден. Патиштата у Македонија се испод нула, не на нула, испод нула, како и здравство, како и школство, како се у Македонија ништо не функцира. Дали имаме железница, дали имаме пошти, дали ние сме од пред 16 век сигурно. Ние немаме ништо. Граде се, Србија граде, точно граде се, ама има кој да виде тамо достојно чело за да може да се граде. А не сите пари одат за извинувам. Да сте здрави. Одат за кебапи, одат за стритна чуда, да не спомнувам. Кај нас нема ништо како што треба. Баш нема ништо. Образование да нема 3 години, учебници да нема, децата, молим се, у ниједна држава до сега нема учебник донесено. Учебници со некакви смени луѓе што ги пишуваат. А еве според вас, дали ви се чини дека колку толку добро се одржуваат патиштата? Не се одржуваат. Тргнете да видите Источна Македонија. Тргнете да видите Виница, Кочани, Делчево, Берово, да видите какви се патиштата. Нема ни бангини дори по крајот, кај што е најкритично, нема ништо, толку е мизерно, за никаде, свлечишта, шо нема. Тоа е жално да се гледа. Македонија. Благодарам за јавувањето, продолжете да не следите. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Јас верувам дека во изминатиот период сте имале можност секако до својата посакувана дестинација да се возите по патиштава низ земјава и еве да слушнеме која ќе биде вашата оценка и според вас дали всушност средствата со кои што се пофали јавното предпријатие за државни патишта, односно дека се собрани милиони, се користат всушност за она за што велат реконструкција и одржување. Каде одат тие средства според вас? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, повелете. Добар ден, овде Маријана. Маријана, голем поздрав до вас, повелете. Поздрав и до целата екипа и до сите што се грижите за сите овие што ги поставуваат театрални теми и секоја чест. А за патишата, автопатите, тоа е криминал. До криминал, нула одржување. Сите тие што се одговорни треба да се дадат на очет, како што е антикорупцијска, што влегува во сите сегменти да открие каде одат парите, пошто автопатите никако не се одржуваат, а па да не кажеме за тоалети, за хигиена и за се тоа. Од моралишта така. Од нашите соседи. Кога ќе поминеш Црногорската граница во Хрватска, не смештина да видиш и не можеш еден пикавец. А кај нас тоа нема во џубле, патарина до патарина на секој метро, пара до пара се одбива од секој джеп, што не знам како да се изразам. Каде одат, значи, тоа оди во буџетот, ама за кои цели, сигурно за автопатите и реновирање и за одржување не одат. Така, значи, срамота е што се прави со... Маријана, благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Малку ќе ве префрлиме на X платформата, некогашен Твитер и ќе почнеме со коментарот на раскажувачот.
Практично коментарот се врзува за веста, која што можете да ја прочитате и на tilma.com.mk. Насловот е "Граѓаните со нула ги оценија македонските патишта, прескапи патарини, а се вози по дупки". Ако може да им покажеме на гледачите како изгледа коментарот на раскажувачот. Вели: "До толку сме беда и мизерија што веќе кај оценките нема ни еден, туку нула. А знаат да лупнат 5 патарини до Грција за 190 километри пат". Па еве, според вас, овие милиони каде се пренасочуваат? Како сте задоволни? Која е вашата оценка за патиштата? И еве, дали сметате дека има некакво решение каде што ќе се одлеваат средства, каде што ќе можат, нели, оние кои што се возат низ патиштата да визуелно го доживеат тоа во квалитетот на возењето? Добар ден. Добар ден, дали сум на линија? Секако, повелете, ве слушам. Благодарам. Па вака, прво ние патишта немаме и не можеме да се пофалиме. Се слушаме? Да, намалете го тонот на телевизор. Намален е готов. Значи, прво ние патишта немаме. Значи, немаме услови да возиме. Нашите патишта се, значи, дупка до дупка. Патарини плаќаме, а ништо не користиме од сето тоа. Меѓутоа, тие што ги треба да ги одржават патиштата, не ги одржават, бо самите патишта имаат дупки, каде што може да влезат диви животни, да речеме и питоми животни, а само то предпријатие кое ги одржава се оградува, не дај Боже ако направи штета, може и да погине некој во тој сообраќај, значи се оградува и никакво обештетување не му дава на патникот на, значи, потоа дупка до дупка е нашиот автопат. Ние немаме. Прво еве за да го земеме патот Охрид Кичево. Го правиме 100 години. А за мене глупаво е да се прави Охрид Кичево, а не е направен Гостивар Кичево па да иде поред. Ова не знам, нигде во светот го нема, значи таков байпас да има празен. И затоа сматрам дека, значи, некој не си ја врши работата, за тоа треба да сноси одговорност. А возачите не се виновни, значи, што некои и одбиваат да платат патарина за сметка на тоа. Е така. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Меѓу другото, еве, кога зборуваме за одржување, ќе ве поставиме и вакво прашање. Покрај тоа што од гледачите забележавме дека не се задоволни од состојбата на патиштата, се зборува за дупки, еве да зборуваме и за сигнализацијата, односно заштитата, нели, сите оние ленти кои што се неопходни во ноќните часови добро да бидат означени. Еве и за тоа можете да ни кажете колку па и од тој ягол сте задоволни со оглед на тоа што ќе потсетам дека од јавното предпријатие Државни патишта велат дека сите приходи одат на реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта во земјата. Добар ден. Ало. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ти благодарам, убав сончен ден нека е. Нека е. Па убав ли е денот кога се вози низ македонските патишта? Така е. Еве, јас сум човек кој што возам низ цела Македонија. Верувајте ми. Да ви кажам, Тина, во Македонија автопатишта немаме. Во кој дел сакате да ме прашате да ви кажам? Западниот дел, патот што се направи Скопје, Гостивар, тоа не е автопат. Тоа е хаос. Централна Македонија немаме. Источна да не говорам. Патарините си наплачаат, имаат си зашто да не успешни, се сега не ги крадат парите, во овој момент ги полнат касите по 25 милиона евра за 5 месеци оствариле. Добро. Меѓутоа, кај одат тие пари? Зашто не се обновуваат автопатиштата? Зашто нема инфраструктура да ги обработат? Што е тука, не знаеме, реализација, успешни пари, а сега од кај одат тие пари? Пишуваат фактури дека се прават, а во ствари се е рупи и скинати. Се е тоа хаос, и жици влегуваат, и животни, мечки се појавуваат по автопатиштата. Веруете дека на Тетовскиот автопат и Скопје Тетово 2 пати имаат судир со мечки.
Се тоа оградите се не се заштити. Не само тука, и централна, и источна, што значи дека ние плачаме, па Внимавајте само на тајмерот. Благодарам многу, еве, што споделивте со гледачите. Верувам дека многу сте се движеле и сте возеле низ патиштата, така да, еве, досега гледачите рекоа дека се незадоволни како се одржуваат патиштата. Добар ден. Добар ден. Љупчо, поздрав и до вас. Еве, кога последен пат имавте можност да се возите и каква оценка ќе дадете? Добро, ја често ги користам патиштата. Меѓутоа, знаете што е проблемот е друго, што ние не сме запознани како се распределува денарот патарината. И затоа и дискутираме така. Никој не го поставуваме прашањето кој ги држи регионалните и магистралните патишти, од кој фонд се одржуваат тие патишта. 100% не ги држи Господ, некој ги држи државата, зашто тие се под ингеренција на државата. Ние не знаеме кои патишта се под ингеренција на државата, кои се под општините. А така е, ние мислиме само дека патарината се наплаќа за плати се, а регионалните и магистралните патишта кај што не се плаќа патарина, кој ги одржува и кој ги гради? Пак това е јавното предпријатие. Не ги бранам. Ја мислам дека таму има многу корупција. Таму има многу сумнителни тендери. Видете се, вие имате фирма Македонија пат за одржување и ревитализација на јавни патишта, ако користите приватни фирми за косење на трева покрај автопатите, за поправка на мрежи, за поставување сигнализација, па да не речем и за поправка и на дупки на патишти комплетни. Македонија пат често ја гледаме само кога доаѓа да чисти одрони или снег зимно време. И тоа треба да се плати. Тоа е нормална работа. Прашањето е зошто, пазете, се поставува прашањето зошто во една држава имаме две фирми, државни кои се бават за една иста работа, тоа е државни патишта. Зошто постои Македонија пат како јавно предпријатие и зошто постои јавно предпријатие за државни патишта. А тоа е една иста за работа. Меѓутоа, ете, гледате, некој тоа го направија за да се тргнат оние. Благодарам многу за јавувањето. Еве сега кога ќе напоменеме дека покрај средствата за одржување на автопати, на патарини, наплата се врши и кога транзитираат голем број на странски туристи, како и оние кои што можеби планираат да останат во земјата. Но како да е во екот на туристичката сезона, голем број на странски туристи сушност транзитираат низ нашите патишта. Интересно и тоа што е забележано, оние кои што возат знаат дека токму за странските туристи има и повисока цена пресметана во евра, која што е запишана на таблата. Значи се собираат средства. Каде одат овие средства според вас? Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, кога последен пат се возевте низ патиштава во земја? Па јас скоро бевме за Солун со група верници и уживав кога се возев по новиот автопат низ Демиркапилски клисури. Сум бил и Скопје, Штип, новиот автопат, некои не може да го видат. Сигурно не живеат во Македонија. Или кога одиш Велес, Штип, имаш возобновен до 2016 пат со две главни ленти плюс две споредни. Од Штип за Радовиш имаш исто така нов пат со две главни, две споредни. Сега што овие 7 години се прекина било што да се гради во Македонија, кој ни е крив? Некои не сака да се градат автопати. Дали сте задоволни еве како се одржуваат автопатите овие кои што ги напомнам? Мислам дека сега ако спомнам Дуи, може да ме исклучиш од програма. Ма нема потреба да сега да партиски да зборуваме. Кажете еве вака, каде одат според вас парите? Фирма до таа партија доби тендер да одржува патишта. И се како да не ја спомнам. Се жалиме дека тие патишта не се одржуваат, а фирма блиска до власта, до Дуи доби тендер. Кај се тие да одржува патишта? Кај се тие да косат трева? Тревата, шумата, некаде по неки патишта, локални е влезена во патиштата. И сега, ако спомнам Дуи, леле, Господ го спомнав. Немојте то. Мислам, луѓе, ВМРО градеше патишта, СДС убива луѓе. Ете. Тоа е тоа. Благодарам многу, господине Тале. Значи, проблемот е што кај вас некако добиваме впечаток дека се постојано за која тема се политизира од аспект на напомене оваа партија овака, оваа партија така, разбираме, но она што денес сакаме да слушнеме од вас,
Без разлика за која партија станува збор, факт е дека патиштата низ Македонија, овој не е проблем од денес. Постојано, барем оние кои што ги користат, сметаат дека имаме огромен број преце на патарини за многу куси релации, кои што сепак немаат ниска цена, туку висока. Но и она што граѓаните можат да кажат е дека оценката за нашите патишта, односно за нивната состојба и како се одржуваат е 0. Па еве оние кои што меѓу вас редовно можеби возат низ патиштата, каква оценка ќе дадат, ќе видиме. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден, почитуване водителке. Голем добар ден и намалено е. Па вака сега. Тале не е шоферот, кај знае Тале? Тале само за ВМРО. Да не го напаѓаме господинот Тале. Не го напаѓам, ама му кажам. И му кажав еднаш дека Господ само љубовни греови опростува, а вакви греови за една партија да си не знам, а за државата Еве, кажете да ми според вас која е оценката за нашите патишта? Види се, Атина, баш ме погоди со тема. Вчера бев 3 дена по риба, ако знаеш каде е македонски брод, преку Јасен. Да. Белица, мотел, таму спием. И го искршив ауспуго. Треба сега утре да идам на поправка. Па многу лоши се. Која власт да е, ставно се лоши. Немаме асамно нешто у држава. Еве, колку вечинеше вкупно патувањето до македонски брод? Па мотелот Белица 600 денара од вечер, 3 вечера, 1800 и 1000 Но еве, тој е регионален пат, не е автопат, така? А не, вакво е тесен пат и многу така кривини има, јас сакам по кривини, уште сум млад да возам. Знаеш, интересно ми по е така. автопатите, дали сметате дека добро се одржуваат? Барем за оно што плаќаме патари? Не ти се одржуваат ништо. Ние граѓаните плаќаме кај. Благодарам многу за одговорите, за вклучувањето. Секако уживајте си понатаму во рибарењето, но како и да ние продолжуваме во однос на состојбата на автопатиштата и генерално патиштата во земјава. Добар ден. Добар ден и убав ден. Ја колку што знам тој пат таму на кај Белица, што кажав господинот, тоа уште од 90-тите години. Јас сум била исто искршено ауспук на кола и ред работи. Меѓутоа мислам натаму, не знам сега дали има натаму патарина, што е, какво да кажам, некој нерегуларен пат, не знам да кажам, скратен ли, како да го кажам тој пат и се уште мислам дека не е направен овако. Меѓутоа патарините, не знам зашто е најскапа патарината тука кај Штип. Не ми е јасно толков, а толку е фреквентно тука, затоа што многу луѓе и работат во Скопје или живеат обратно сега комуникација и многу се користи. И мислам дека тука е доста и зашто е не знам. Меѓутоа автопатиштата се катастрофа, ја можам да кажам. Меѓутоа што е магистрален, буквално како да го наречам патот што иде за Богородица горе за јужниот Сосепс, значи тој пат како треба и не знам зашто Косово нема патарини. Ете тоа мене ме интересира од што живее Косово. Кај одат нашиве патарини? И во Италија нема да забележите патарини. Сега добро зборам комуникација буквално за кај нас не овако за во странство. Меѓутоа Косово века е еве во Косово вака е решено тоа. Влезоте, плаќате на почеток 15 евра и потоа тука е завршена. Па добро, значи нешто како во Бугарија и таму плаќаш на граница, добиваш и така. Меѓутоа за жал не знам дали идат за плати овие пари у некој джеп мора да идат затоа што патиштата. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, да се доискажам. Ма може, повелете. Па баш го отворив темата зашто имаме многу патарини. Па затоа што автопатите што ги имаме ние поминуваат низ многу општини и ја мислам дека дел од таа патарина иде во буџетот и на општините. Тоа е едната работа, втората работа е, знаете, мора негде да се вработат партиските војници. Вие земете го српскиот модел. Српскиот модел на влез имате картица, на излез плаќате. А излез го имате на секој град. Така и нас
Вие морате на патарината да имате 6 вработени, 4 смени по 6, това ви се 24 луѓе. Тоа е проблемот. А вака кога ќе имате нов модел на наплата, ќе имате помалку вработени. Или да не речем со тие такчиња што електронски како е. Значи тоа се решлува, меѓутоа тоа е само се заради вработувањето, што повеќе да се вработат партиски војници, таков систем. Сега дека се сфрлаат патарини на секој 20 км, миѓу така и нас ги градиме. А зошто е скапа патарината? Па видите, ние сите по автопати ќе ги правиме од кредити. Тие кредити некако мора да се платат. Да не спомнам онаа флоскула 15%, 10%. Некој тоа што го земал мора да го плати некој. Дали ме разбираш што сакам да кажам? Така, тие средства според тоа е вас проблемот. такво е И зарез береме и овој 10 години што го правиме некој, па ние мора да го платиме, затоа што таа мрежата што била наместо да биде 3 евра по кило, некој ја плаќал 10 евра, ама тоа мора да се наплати. Благодарам многу, еве, што повторно се вклучивте во своите нови 90 секунди. А ние се префрламе и на коментарот на The Mandalorian, кој што еве има интересен коментар во однос на оценките кои што се дадени, односно оценката е 0 за патиштата. Јас имам, вели професор во средно, што даваше 0 на тест ако не решиш ништо. Од 3 теста правеше збир кој го делеше и даваше оценка за во дневник. По математика, тестовите на табла и во тетрадка решавање. На последната страница табели за 3 во 1. Остраничена, подпишана од него. Влада 0. Каква е вашата оценка за патиштата низ земјава? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Вака, патиштата како се одржуваат во Македонија, така? Па не, каде пред се завршуваат средствата кои што се собираат од патарини, според вас? Па, средствата завршуваат средствата во... чекај да го намалам тонот. Завршуваат овие средства дел за механизација, дел за вработените и за обновување требаше да се одвојат средства, но кога увидува дека се подкраднува многу и се препуштат на патарините, што ги ловеа, што става во џеп со некои поединци, ги менеа одма од патарините. И затоа ни наслабе од кражби, секој сакаше да си направи куќа, секој сакаше друго да си направи и така натаму. Тоа е како да го сечкаш човек дел по дел. Тие патарини се ставени така, за да можат да го состават пак некога. Дали ме разбира сега или не ме разбираш? Да, ве слушаме, како не ве разбираме, ве слушаме. Значи, париве не се во прашање. Нафтата кој ни ја носи? Кој на кого треба да платиме? Дали мазутот што се прави за асфалт? Тие кој ги плаќа? Да не ги плаќаш ти и јас? Ги плаќа некој друг. Мора евиденција да се води, а нема евиденција за... Нема евиденција. Во ред, благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Одлично, ве слушаме, повелете. Сакам да кажам за кучка од кај... Ало? Ве слушаме. За кучката од кај Дени до напотна рампа Сарај и од двата правца е катастрофа. Тука многу патарини се земаат, многу пари се земаат за патарини и од тунелот Катланово до Велес катастрофа е патот. Многу пари се наплаќаат за патарини, а немаме за возврат ништо, не ги крпат ни дупките. Па каде одат тогаш овие собрани средства од патари? Па не знам кај одат у државата у некој џеп, ама кај кој одат не се знае. И ја многу често возам низ цела Македонија, значи патот е катастрофа секаде. Едино патот што е направен од Градско до Гевгелија. Иначе до Градско е катастрофа патот секаде. Низ цела Македонија скоро возам, значи патот е... Бидејќи еве често возите, сте забележале ли почесто да се прави некакво одржување, дали на зелената површина, поправки, сигнализација? Сега во поново време да,
Сега у поново време од Доани мислам дека почнаа да одржаваат некоја друга фирма, не знам, а они не се Македонија пат. А знам дека од Димиркапија до Гевгелија во Андово терен дека одржаваат Македонија пат и таму се јаворет. Таму се јаворет. Големо благодарам за тоа што споделивте, на што сте сведок директно со оглед на тоа што редовно возите низ нашите патишта. Дојде времето и за реклами, да ги погледнеме. Ајде да погледнеме како одговорија на денешната анкета оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали сметате дека автопатите во Македонија добро се одржуваат, со да одговорија само 7%, а со не одговорија 93%. Тука ви се заблагодарувам на сите вас кои што земавте активно учество во Црвена линија, секако и на оние кои што не гледа, кои што коментира, споделува. Секако тоа можете да го правите и по завршувањето на Црвена линија. Сега ќе побарам од вас да останете со мене и да ве однесам на едно поинакво патешествие. Патешествие кое што секако денес ќе ви донесе еден нов телевизор на кој што ќе уживате и ќе ја гледате вашата омилена програма на телевизија Телма. За кусо време почнуваме со Заврти на Телма.